Ви благодарам, подпредседателе. Почитувани колеги, иако во почетниот дел и мојата дискусија беше конципирана точно да видиме какви политички ангажмани имал овој предлог за член на регулаторната комисија, сосема малку ќе се задржам, за да не се повторуваме со колегата, а во понатамошниот тек од дискусијата сакам да укажам и да докажам зошто всушност се потребни вакви членови на регулаторната комисија. Значи, како што кажа претходно и мојот колега, од страна на владата на Република Македонија доставене на почетокот едно образложение каде што се цитира член 17 од Законот за енергетика, каде што пишува дека функцијата член на регулаторната комисија се врши професионално и е неспојива со извршување на друга функција во политичка партија или работно место. Нема да се задржам на оној професионален дел што како критериуми се потребни, бидејќи кандидатот првично имал 180 кредити, па потоа дозавршува на друг приватен факултет и практички ги исполнува тие услови од 240 кредити. Меѓутоа, спорно е неговото работно искуство. Во законот е наведено дека е потребно 10 години работно искуство во енергетика или во управување со водите. Овој кандидат дефинитивно тоа го нема. Значи, тој законски услов не го исполнува. Во материјалите кои што ни дадени со CV-то од кандидатот, Андреј Тасев, наведено е дека бил советник во општина Дојран во 2 мандати, меѓутоа, замислете, во неговото CV не напишал од која партија. Па да погодиме од која партија бил случајно кандидатот, може би бил независен. Значи, пишува во периодот од 2000 до 2005 е избран за член на Советот при општина Дојран. Понатаму во периодот од 2009 до 2013 е повторно избран за член на Советот. Еве, јас ќе кажам за јавноста, член на Советот бил од партијата СДСМ и, како што еве овде слушнавме, бил и член на Централниот одбор на партијата. Сега сакам да цитирам друг еден закон, друг член од Законот за енергетика. Тоа е член 16, кој што вика: регулаторната комисија за енергетика е самостојно, непрофитно регулаторно тело, кое го регулира и контролира начинот на вршење на енергетските дејности. 2. Регулаторната комисија е независна во своето работење и одлучување и својата надлежност во регулирањето на енергетските дејности ја остварува во рамките на утврдени со овој закон, во согласност со начиналата на објективност, транспарентност, недискриминација. Епа, како овој кандидат ќе биде објективен, мислам ово? Како ќе биде објективен? Понатаму, член 21, етичко однесување. Председателот, членовите на регулаторната комисија за енергетика и така натаму постапуваат независно од секаков вид на пазарни интереси, не барат или примат директни упатства од државни органи или други јавни и приватни лица. И во ова треба да веруваме. Сега, зошто всушност му се потребни на Заев ваквите членови во регулаторната комисија за енергетика? Да се потсетиме дека регулаторната комисија за енергетика требаше да ја донесе одлуката за поскапување на електричната енергија на 1 јули, пред изборите. Меѓутоа, на 12 јуни си донесува правилник за дополнување на правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуцијата на електрична енергија. И на 12 јуни си носат измени во правилникот со кои што одлучуваат дека нема да ја соопштат ова информација до граѓаните дека струјата се покачува за 7,4%. Зошто? Бидејќи на 15 јули имаше избори. Заведнаш после изборите да е соопштена оваа информација. И сега сака некој да не убеди овде дека до вчерашниот центар
член на Централниот одбор, денес најверојатно си има дадена оставка, има депонирана оставка или вчера, најверојатно, па сега еве као не е повеќе член на телата на СДСМ. Друго нешто што ќе му требаат ваквите членови на ова регулаторно тело, доаѓаат локални избори. Обврска, согласно член 15, заштита на ранливи потрошувачи, владата до крајот на тековната година, на предлог на Министерството, а по претходно добиено мислење од Регулаторната комисија за енергетика, усвојува програма за заштита на ранливи потрошувачи на енергија. И оваа година, на 16.1., владата донела таква програма. И секоја година се носи таквата програма, одредени се кои категории на ранливи потрошувачи ќе им биде помогнато. Ама на Комисијата за економија, Марко Беслимовски јавно кажа дека ќе поднесат иницијатива за проширување на категоријата на овие ранливи потрошувачи, ама тој ќе го направат во јуни. Зошто не го направат сега? Еве програмата ја симнав од Министерството за економија и тука се дефинирани во точка 2 кои се корисници, што е ранлив потрошувач, ама председателот на Регулаторната комисија за енергетика ќе даде иницијатива да се прошири оваа програма, ама не сега, не во декември, ќе даде во јуни. И тоа не се мои зборови, тоа се негови зборови на Комисијата за економија. Еве, почитувани колеги, зашто им служат членовите на Регулаторна комисија? Да бидат полтрони на власта, наместо да бидат независни, самостојни, професионални. Не, овде треба само да слушаат и да диригираат тоа што ќе им го нареди власт. Ова сосема е спротивно на се она што го зборувавте пред избори. Зборувавте професионалност, департизација на администрација, на комисии. Инаку знаете зошто се наградува овај истакнат член на СДСМ? Бидејќи платата на членовите на Регулаторната комисија е едно од најголемите во државата. Поголем од министер. Ете, зато се наградува, иако еве работел таму 10 години без пари, сега најверојатно треба тоа да му се врати. Ова што денес, не знам како ќе кренете рака, почитувани колеги, бидејќи не исполнува нити услови по закон, нити етички услови. Ако ви треба само да ви помогне за локалните избори, само тоа е единствениот цел зашто ќе кренете овде рака. Благодарам. Реплика, пратеник од Коле Чаракчиев, повелете.